Петочно издание на регионалните вести. Добро вечер. Празникот Свети Наум Охридски чудотворец денес беше одбележан во манастирскиот комплекс на Попова шапка. Традиционално на чествувањето присуствуваше и председателот Ѓорѓе Иванов со семејството. Во манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка денес беше одбележан патрониот празник. Чествувањето започна со света божествена архиерејска литургија, со која чинно начествуваше митрополитот од Тетовско-гостиварската епархија господин Јосиф во сослужение со повеќе свештенослужители. Свети Наум Охридски чудотворец е еден од основоположниците на словенската македонска писменост и просвета. Тој успеал да го доближи црковното слово до верниците. Во знак на неизберна благодарност кон неговото дело, денес ние молитвено го чествуваме денот на нашиот застапник пред Бога, Свети Наум Охридски чудотворец, рече отец Јосиф. На патот кој не води ни Светата црква до Христа, кој заради нас се воплотил. Единствено на тој пат се случува спасителното очистување на нашето срце. Помошта на Охридскиот чудотворец ни е неопходно потребна за остварување на таа од Бога дадена спасителна цел, која ќе не одведе во преградките на небесното царство на светиите, кој од памти век му благоугодат на Бога. Па затоа сите ние овдека собрани на молитва во овој свет манастир да се обратиме со искрена молитва, да биде наш молитвеник пред престолот на Севишниот и да го измоли милост од Бога. А Бог да испрати својата благодат врз нас, да можеме да одиме по тешкиот земен пат, но спасителен, вистински пат кој води во Царството Небесно и животот вечен. По молитвите на Светиот Наум, така нека биде. Амин. Традиционално чествувањето присуствуваше и председателот Ѓорѓе Иванов со семејството. Традиционално секоја година со семејството присуствуваме на одбележувањето на славењето на нашиот голем светител и просветител Свети Наум Охридски чудотворец. Одбележувајќи го овој празник, ние се потсетуваме на неговото дело и се што правил тој за народот. Така што и сега треба да го славиме и да го почитуваме тоа дело, да им помагаме како што тој им помагал на болните, на сиромашните, на немошните, да им дадеме утеха и да бидеме солидарни. Така што посакувам овој празник не да биде само одбележување и славење, туку и почитување на делото на Свети Наум. Посакувам што повеќе да сме сплотени меѓу себе, да сме солидарни, да си помагаме и да мислиме на тие секој пат што им е потребна помош и утеха. Тетовско-гостиварскиот митрополит господин Јосиф ги благослови прережа кумските колачи во кои имаше парички, а кои ги одредија кумовите за наредната година. За сите верници кои денес присуствуваа на патроното чествување во манастирскиот комплекс на Попова шапка беше приредена заедничка трпеза. На чествувањето присуствуваше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Навредувачка и несериозна, вака митрополитот Европски господин Пимен ја оцени изјавата на епископот Бачки Иринеј дека Македонската православна црква е неука и направила незрел потек со одлуката БПЦ да и биде црква мајка. Од тоа може да се надзра и дури некоја добра завршница од овие преговори што ги почнуваме со бугарската црква, затоа што веќе кога им смета на луѓе кога настојуваат да ја одвратат бугарската црква од оваа намера веќе која што започна со преговорите. За мене тоа е еден знак дека сме на добар пат и дека навистина има сериозни изгледи да биде решено ова прашање. Дека на 7 ќе се видат патриархот Неофит и патриархот Вартоломеј и само ќе му биде официализирано она што веќе го знаат, затоа што целиот православен свет чу за ова отпочнување на преговорите, така да само ќе биде формално пренесено и тоа. Каков ќе биде исходот, не би можел да кажам, но ако досега се молчи, верувам дека ќе остане и натаму така да се тера работата без многу ука-бука. Овој викенд православните христијани ќе чествуваат два поголеми празника – Бадник и Божич. Црковно-народни собири ќе има во повеќе населени места. Православните христијани овој викенд ќе чествуваат два поголеми празници – Бадник и Божич. Црковно-народни собири ќе има во повеќе населени места. Централната прослава на Бадник Коледе утре на 6 јануари ќе се одржи во соборниот храм Свети Кирил и Методи, каде ќе се служи утрена со литургија на Свети Јован Златоуст.
од пред храмот во 11 часот ќе тргне бадниковата поворка од деца и младинци, која ќе минува низ главните улици во Тетово, пеејќи ја песната Вечниот Бог. Бадникова литија ќе има во Брвеница, во Беловиште, Вратница, Старосело и во Рогачево. Бадниковите литии се одржуваат со цел да се воспостави традиција на православно чествување на празникот, кој го навестува Христовото раѓање. Во 16 часот ќе се одржи традиционалниот божичен концерт во изведба на реномираниот женски младински хор Менада во Тетово под диригентство на маестро доктор Ивица Зорич во соборниот храм Свети Кирил и Методи. А веднаш потоа ќе бидат осветени бадниковите гранки од страна на неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Празникот Бадник со црковно-народен собир ќе се прослави во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи Победоносец во Мала Речица. Чествувањето ќе започне во 12 часот. Чествување на Бадник во предвечерието на Рождеството Христово ќе има и во Брвеница. Во црквата Свети Атанасиј ќе се отслужи вечерна богослужба со почеток во 16 часот, пошто во 17 часот ќе се осветат бадниковите гранчиња, ќе се прережат кумските колачи и ќе се запали бадников оган. Во недела во соборниот храм Свети Кирил и Методи со утрена богослужба и литургија на Свети Васили Велики ќе биде одбележан еден од најголемите христијански празници – Христовото раѓање Божич. На вториот и третиот ден Божич ќе се служи утрена и света литургија на Свети Јован Златоуст во сите цркви во Тетово. Форумот на жени при Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Тетово со пригодни подароци ги израдува децата со посебни потреби од Дневниот центар по повод новогодишните празници. По повод новогодишните празници, членките на Форумот на жени при Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Тетово денес ги израдуваа со подароци децата со посебни потреби, кои го посетуваат Дневниот центар во Тетово. За нив обезбедија пакетчиња, но и училишен прибор, како боички, ќесиња, боенки и слично. Форумот на жени на СДСМ од Тетово по повод новогодишните божичните празници на дечињата од Дневниот центар за деца со посебни потреби во склоп на градинката Тетекс им подари пригодни подароци. Целта на оваа активност беше да се измами насмевка на детските лица. Со оваа, меѓутоа и со многу други вакви активности, форумот ја покажува и ја докажува хуманоста на дело. Меѓутоа, ние не застануваме тука, така што ќе организираме и во иднина многу вакви и слични активности, каде што ќе подаруваме од срце. Исто така, воедно би сакала да им се заблагодарам на вработените од Дневниот центар за деца со посебни потреби, затоа што ја прифатија иницијативата за да бидат дел од оваа хуманитарна акција. Воедно, сакам да ја искористам оваа прилика и на сите православни христијани да им го честитам големото Христово раѓање Божич и да им посакам многу здравје пред се, радост, среќа и успех во животот. Дневниот центар моментално згрижува 20 лица со посебни потреби од градот, на различна возраст од 6 до 26 години. Гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари започна кампања која ја нарече Вистината за Дуи. Рече дека секоја недела ќе излегува во јавноста со случаи на злоупотреба од претходното општинско раководство. Тие пак му порачаа да престане да прави пресконференции и да почне да работи. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари најави кампања Вистината за Дуи, која, како што рече, ќе ги извади на виделина злоупотребите на претходната локална власт. На првата пресконференција денес посочи дека претходното општинско раководство направило големи злоупотреби со спортската сала. Првиот скандал е еден кафич што е изграден одма до вратата на спортската сала во Гостивар. Прво е скандалозно да се направи кафич на вратата, на самиот влез, со тоа е затворен влезот во спортската сала. Истиот кафич користи струја и вода од спортската сала и граѓаните на Гостивар ги плаќаат трошоците на кафичот за која што одредена особа која што е внук на господинот Бејта, ова е договорот, плаќа кирија, замислете, 5000 денари
помалку од 100 евра месечно и вода и струја користи од трошоците, од тие што плаќаат даноци на општина Гостивар. Вакви скандали ќе имаме секоја недела. Имаме полно материјали, оваа се од материјали од внатрешната ревизија. Градоначалникот посочи и дека во буџетот за 2018 се планирани помалку пари во ставките кои се однесуваат на неговите трошоци, а не како што бил обвинет од ДУИ, дека си предвидел огромни суми за луксузи во буџетот. Може да се види дека во предлог буџетот има над 14.000 евра помалку за мене отколку што потрошил Бејта лани, рече тој. На обвинувањата на Таравари коментар даде Башким Хасани, кој беше шеф на кабинет на екс-градоначалникот Невзат Бејта. Претходната локална власт реализираше над 600 проекти за Гостивар. Сегашниот градоначалник не треба да прави пресконференции, туку да почне да работи и граѓаните да видат некој реализиран проект од тие што ги ветил. Доколку смета дека имало злоупотреби, слободно нека покрене постапка до надлежните органи, а не да се става во служба на јавен обвинител, рече Хасани. Гостиварскиот градоначалник најави дека ќе излегува во јавноста со нови случаи еднаш неделно. Следуваат информациите од полицискиот билтен на Савара Тетово. Во него истрели од огнено оружје во Гостивар, лишување од слобода и сообраќајни незгоди. Истрели од огнено оружје биле слушнати вчера околу 23 часот во близина на ресторан во Гостивар. Веднаш биле испратени служби од полициската станица Гостивар, кои покрај паркираното возило сијат и бица со австријски регистерски таблици пронашле повеќе чаури. Во консултација со јавен обвинител извршен е увид. Чаурите се подигнати, а идентификувани и сопственикот на возилото 26-годишниот ГН од Гостиварски Равен, инаку австријски државјанин, информира Савара Тетово. Во возилото пронајден е пиштол со празна рамка и кутија од муниција, кои со потврда се одземени за вештачење, додека ГН нешто подоцна повикан е во полициската станица Гостивар за целосно расчистување на случајот. Полицискиот билтен информира и за лишување од слобода на 31 годишен тетовец, по кого била распишана потерница од Министерството за правда. Покусото за задржување во полициската станица Тетово ѓС спроведен во казнено-поправната установа затвор во Штип за доиздржување на казната за кривично дело насилство. Од Савара Тетово информации за неколку сообраќајни незгоди. Имено вчера околу 13 часот на улица 171 во Тетово се случила сообраќајна незгода во која учествувале две патнички возила, Цитроен со тетовски регистерски таблици, управувано 32 годишната ЕА од Корито, и Голф исто така со тетовски таблици, што го управувал 50 годишниот ШМ од Камењане. Во несреќата 32 годишната ЕА задобила телесни повреди, пренесена е во Тетовската клиничка болница и задржана е за натамошна обсервација. На регионалниот пат Мавров Јанови пак Дебар во близина на манастирот Свети Јован Бигорски. Вчера околу 15 часот патничко возило Опел Астра со италијански регистерски таблици, управувано од 38 годишниот ХФ од Требиште, загубило контрола и излетало од коловоз. Од излетувањето со патниците во возилото 35 годишната АФ и 8 годишно машко лице задобиле телесни повреди, пренесени се во здравствениот дом Ростуше и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршени увид и причината за несреќата првично е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 200.000 денари. Следната сообраќајна незгода која ја бележи Савара Тетово се случила на регионалниот пат Гостивар Србиново на надвозникот во населбата Циглана, а во неја учествувале две патнички возила со гостиварски таблици, Рено Клио што го управувал 44 годишниот ПТ од Беловиште и Volkswagen Vento управувано од 50 годишниот ДМ од истото село. Возачот на Реното задобил телесни повреди, пренесен е во гостиварската болница, укажана му е лекарска помош и задржан е за обсервација, информира Савара Тетово. Судот во Солун денеска ја соопшти одлуката да бидат екстрадирани во Македонија поранешните разузнавачи на УБК Горан Груевски и Никола Бошковски. Одлуката која беше донесена на 22 декември беше соопштена денеска, бидејќи во грчкиот суд немаше кој да ја прочита на македонски јазик поради неможноста да се најде преведувач. Груевски и Бошковски во земјава се обвинети од специјалното јавно обвинителство за нелегално прислушување и за уништување на опрема за прислушување.
Грчкиот портал Ворија известува дека по објавувањето на пресудата двајцата обвинети поднеле жалба против одлуката на судот за случајот да биде разгледан во Врховниот суд во Атина. Веќе знаете дека одлуката е негативна за моите клиенти. Значи, судот во Солун одлучи да бидат екстрадирани Горан Груевски и Никола Бошковски. Меѓутоа, адвокатскиот тим, исто така и јас, сметаме дека имаме голем број на аргументи кои одат против оваа одлука. Од тие причини, уште денеска беше поднесена жалбата, беа поднесени две жалби, едната од 75 страници, другата од 65 страници, заедно со пропратните докази во врска со жалбата, така да сметаме дека повисоките инстанции на правосудниот систем на Република Грција ќе одлучат поинаку, односно сметаме дека повисокиот суд сепак ќе донесе поинаква одлука со оглед на фактите кои до сега се презентирани во текот на постапката. По она што ми го кажуваат грчките колеги, тоа може да се одолжи за неколку месеци, меѓутоа не би сакал да шпекулирам во делот на тоа колку долго би траело, сепак тоа е судска постапка на која што не може да се влие, односно колку е потребно време на судот да одлучи, тоа само судот знае. Политичкиот азил се одлучува во управна постапка која што има е слична како и нашата, има 4 инстанции, значи првиот степен, па потоа има второстепена одлука на управниот орган, односно надлежен за тоа е Министерството за внатрешни работи овдека во Грција, а потоа има и уште две судски инстанции. Колку време ќе биде потребно и за тоа не можам да ви кажам. Се надеваме дека и министерот, сите инстанции заедно со Европскиот суд ќе ги уважи нашите аргументи. Но бидејќи има многу гласини за случајот, можам да ве уверам, бидејќи Грција е член на Конвенцијата на Европскиот суд на човекови права и мораме да ги почитуваме одлуките, се додека политичкиот азил, барањето за азил трае, тоа е долга е процедурата и нема да бидат екстрадирани. Без да го обвинувам апелацијскиот суд, негативниот суд на апелацијскиот суд во Солун, без некои правни аргументи, бидејќи имаме политички азил кој е во тек и тоа е долга процедура. Младинските категории на фудбалскиот клуб Љуботен од Тетово добија опрема донација од Сдружение на македонци во Австралија. Фудбалски топки, копачки, голмански ракавици и слична опрема добија младинските категории на фудбалскиот клуб Љуботен од Тетово. Опремата ја добија од Сдружение од Австралија, формирано од македонци кои сакаат да ги помагаат спортските екипи во Македонија. Организирано од млади дечки, ентузијасти, да кажам патриоти кои се сакат својата земја, својот народ, кои одлучиле пред околу 2 години да направат едно здружение или агенција која би имала за цел помагање и развивање на фудбалот во Македонија, фудбалските екипи, како школите, така и сениори кои се помалку развиени. Денес во Тетово ја имам честа што сум представник на ова здружение. Второ, денес ми е особена чест и задоволство што сум тука присутен, што сум дел од донацијата на најстариот македонски фудбалски тим. Тој е Љуботен. Денес имаме донација за околу 25 пара копачки и 10 топки, а понатаму е договорено со управата и раководството на ФК Љуботен соработка која ќе биде надоградена, која ќе добијат и сениорите. Разговаравме за топки, копачки и дресови. Опремата е добре дојдена за Љуботен, чие раководство интензивно работи на унапредување на статусот на клубот во сите категории. Голема благодарност до Boots for Balkan, здруженијето кое е со седиште во Австралија. Ја препозна нашата работа кој ние изминатиот период во рамките на клубот формиравме
женски фудбалски клуб, за сега во младински категории, но во иднина ќе биде и во рамките на сениорско надпреварување. Паралелно со тоа инвестирање во младинските категории, збориме во машките категории, каде што во моментов имаме генерации во така наречени цицибани и помлади категории. Планираме нели во наредниот период да направиме уште 4 генерации, тоа се помлади пионери, кадети, младинци, кои здрави од август месец, тоест од наредното надпреварување, наредната календарска година, ќе бидат вклучени во лигите под капа на ФФМ. Донацијата, како што ја видовте, е од големо значење за функционирањето на нашиот клуб. Со ова можем да гарантирам дека застануваме на здрави нозе. Ова ни е еден од алатите што можеме да функционираме безпрекорно. Благодарност уште еднаш до Boots for Balkan. Се надеваме за долгорочна соработка, дека во иднина, како што кажаа, ќе ни помогнат и во сениорскиот клуб. Сениорскиот клуб во моментов се надпреварува во општинската лига. Моментално е на прва позиција, значи имаме максимален скор, победено значи на сите утакмици. Очекуваме така дека ќе продолжиме во пролетниот дел, со тоа што како прво пласирани ќе обезбедиме пласман во трета лига Запад. Настанот беше прилика љуботен да започне соработка со фудбалскиот клуб Црнобуки ЗЛ од Битола. Твитер ја блокираше страната на грчката десничарска партија Златна Зора, очигледно во согласност со новите правила на платформата против говорот на омраза. Социјалната мрежа не соопшти зошто ја блокирала страницата на Златна Зора вчера, но тоа стана откако неодамна беа објавени мерки кои имаат за цел да ги отстранат од мрежата говорот на омразата, посочува агенцијата. По Facebook, Instagram и сите корумпирани медиуми дојде ред и на Твитер да ја нападне грубо партијата, се наведува во реакцијата на Златна Зора. Страницата на партијата на Твитер не е достапна денес. Златна Зора се поврзува со насилство преку хулигански манифестации, а раководството на партијата дури беше вмешано во судски процес за убиство на хип-хоп изведувач во 2013 година. Американскиот претседател Доналд Трамп рекол дека книгата Оган и бес во Белата куќа на Трамп од Майкл Волф, која содржи досега необјавени работи за неговата администрација, е полна со лаги. Во оваа книга се цитирани изјави на поранешниот советник на Трамп Стив Банон, кој со станокот со групата руси на кој бил присутен и синот на Трамп го нарекол предавнички. Во книгата исто така е прикажано дека Трамп бил изненаден од својата победа на претседателските избори. Адвокатите на Трамп се обиделе да го спречат објавувањето на книгата Оган и бес во Белата куќа на Трамп, во која се изнесени многу тврдења, вклучувајќи го и тоа дека првата дама Меланија Трамп плачела од тага по победата на изборите на нејзиниот сопруг, дека Трамп им бил лут на некои славни личности што ја игнорирале неговата инаугурација, дека неговата ќерка Иванка направила план со својот сопруг таа да стане првата жена претседател на САД, како и тоа дека пред нејзините пријатели ја исмејувала фризурата на татка си. Снежната бура во областа на источниот брег на САД ја зеде првата жртва. Едно лице загина во сообраќајна несреќа предизвикана од лошите временски услови на патиштата. Повеќе од 100.000 луѓе останаа без електрична енергија, а откажани се и околу 5.000 летови на аеродромите. Во Канада повеќе од 85.000 домаќинства во источната провинција Нова Шкотска минатата ноќ немале електрична енергија. Поголемиот дел од летовите до и од локалниот аеродром беа откажани. Данската полиција истражува кражба на шише водка за која се тврди дека е најскапа во светот со цена од 1,3 милиони долари. Истражителот Кнут Хвас рекол дека е рано да се каже дали крадецот провалил во кафе 33 или користел клуч. Се друго е недопрено. Данската телевизија 2 навела дека шишето Русо Балтика е направено од 3 килограми злато и исто толку сребро со чеп со дијаманти. Собственикот на кафулето во кој има 1200 шишиња водка изјавил дека водката не е осигурана и дека била позајмена од руски бизнисмен.
Денес имавме стабилно и суво време, со дневни температури над просекот за овој период од годината. Утринските температури се движеа од -1 до 2, а дневните од 5 до 13 степени Целзиусови. Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија информира дека најсончево ќе биде во сабота со магла по котлините во утринските часови. Утринските температури ќе се движат од -4 до 3, а дневните од 6 до 16 степени Целзиусови. Имајте убав почеток на празничниот викенд веќе од утре. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.